Но денес ќе продолжиме со четвртиот дел од Небесниот леп. И денес последен пат старозаветниот дел на таа тема, а следните две саботи, ако даде Господ живот и здравие, ќе заокружиме таа тема заедно со Светата вечера на крај со новозаветниот дел од истата. Да отвориме уште еднаш во Излез 16 глава, или втора книга Мојсеева 16 глава. Ке го прочитаме уште еднаш предпоследниот 35 стих. Втора Мојсеева 16 глава 35 стих. А синовите на Израел јадеа мана 40 години, додека не дојдоа во населена земја, јадеа мана се додека не стигнаа до границата на хананската земја. 40 години го јадеа овој леп. Секој ден. По еден гомор за човек. 40 години. Замислите. А кога престанаа? Да отвориме во Исус Навин, 5 глава, каде што ни се дава таа информација. Не, тогаш кога им се згадило. Тогаш змии почнаа да касаат. Ке дојдеме и до таму, уште еднаш. Да отвориме само за момент во Исус Навин, 5 глава. Во ова глава станува збор за многу работи. За мене најубавиот настане кога Божиот син му се појавил на Исус Навин како заповедник на Господовата војска. Тоа е при крајот на главата. Кога генерацијата израелци што биле родени во пустината необрезани биле обрезани, тука во логорот во Гилгал на границата со ветената земја. И првата Пасха после тоа Израел ја прославил кога стигнал во ветената земја, поточно пред да го освојат Ерихон. 10 стих од 5 глава вели: и се задржаа синовите Израелови во логорот во Гилгал и вечерта на 14-тиот ден од месецот направија Пасха во рамнините Ерихонски. Значи во близина на градот Ерихон, кој што се уште не бил освоен, допрва требало да го освојуваат. Според законот, на 14-тиот ден од првиот месец вечерта ја прославија првата Пасха. Понатаму 11-тиот стих вели: и на вториот ден по Пасха почна да јадат од пченицата на таа земја бесквасни лебови и печени зрна во истиот тој ден. Значи, 14-тиот ден навечер прославија Пасха, јадеа печено јагне, според законот. Следниот ден што јадеа? Требало да јадат бесквасни лебови, нели, 7 дена, како што е дефиниран празникот. Значи, следниот ден јаделе, најверојатно тоа била сабота, печени зрна, бесквасни лебови направени од печени зрна во истиот тој ден. Најверојатно подготвени од претходниот. И сега 12-тиот стих: и маната престана да паѓа во тој ден, откако почнаа да јадат од житото на таа земја.
и веќе немаше мана кај синовите Израелови, во таа година тие јадеа од плодовите на хананската земја. Кога престана маната? Веднаш штом имало храна за јадење од земјата која што требало да ја населат. Зрна, и ги печеле зрната, и од нив правеле бесквасни лебови, уште кога се подготвувале за празникот, предходните денови. Сето тоа требало да биде подготвено, за да воопшто се прослави Пасха. И штом веќе имале на располагање храна, пченица, јачмен, останати плодови, иако тука не се споменуваат, од земјата, веќе немало причина да се хранат од мана. Маната беше само за пустината. Затоа вели 12 стих дека маната престана да паѓа во тој ден, односно со други зборови повеќе не паѓаше. Последен пат маната падна, значи на самиот ден Пасха, 14-тиот ден. Ако било 6-ти ден од седмицата, значи тогаш паднала и во двојна количина, но тогаш веќе не паѓала. Израел веќе почнал да се храни од плодовите на таа земја. Се сеќавате кога прв пат падна маната? Пред неколку седмици, кој беше датумот? На 15.2. од вториот месец, тие пристигнале во пустина, значи полна месечина, пристигнале во пустината Син и таа вечер јадеа препелици, ако се сеќавате, бидејќи ропта за месо, за лонци со праз, исто така. И следниот ден, прв ден од седмицата, 16.2, почна да врне, да паѓа мана. Значи, од 16.2, па првата сабота им беше 22, кога не падна мана, затоа што било сабота. И така натаму се до Пасхата, значи се до 15-тиот ден од првиот месец, 40 години подоцна. Замислите. Или буквално речено, бидејќи почнале од средината на вториот месец во пустината Син, во првата година од излезот, од екзодусот, завршиле 40 години подоцна, завршиле во првиот месец. Значи, 40 години без еден месец. Синовите, колко е тоа долго, замислите? Да, 40 години. 40 години, пред 40 години беше 1980 година. Замислите, од 1900, некои не биле родени тогаш. Замислите, од 1980 година до сега, до денес, да сте јаделе секој ден едно те исто јадење мана. 40 години, па тоа. А кога е џабе? А дали луѓето така тоа, секогаш се доследни на тоа, на тој? Ај да поставаме едно друго прашање, што деновиве се вртеше, само кај американци го гледав на Facebook. Имено, дали постои храна која што би можеле одново и одново таа истата да ја јадете, а никогаш да не ви се згади. Да ви се згади. Дали постои таква храна? Да еве за вашиот живот, например. Знам човек што имаше село, тамо секој ден град јадеше, 80 години живееше. Секој ден град. Слава на Бога.
Значи, кога би јаделе граф секој ден, дали би ви се згадил гравот? Можда ќе им се згадите на тие, на другите во семејството, на другите членови од семејството. Меѓутоа, прашањето не ми беше во таа насока. Дали самото јадење би ви се згадило? Што е ова грав? Вака, јас се сеќавам дека порано кога го имавте рибникот, Раде, не знам за крсте, ама сестра ми и децата толку им се згади. Па риби секој ден. Не ќам риби, децата не ќам риби, секој ден риби само и така. Да. Толку многу имало риби, кога нема нешто ручек, секојаш има риба и така. Сега има 2 мачки и никогаш не им стасува. Да речеме леп. Јадете леп секој ден? Ви се гади леп и секој ден леп. Ви се гади лебот? Мислам дека не постои човек што би рекол дека лебот му се гади затоа што постојано го јаде. Да речеме некои овошје, банани. На времето имав приметено, и тоа и го кажував, дека кога човек, бидејќи од искуство, така ја го си го доживеав, кога човек ќе остави месо, млечни производи и да помине некое време, да речеме да помине, нека биде бајаги време, и ако треба сега пак да каснеш сиренце или ова, некако гадно. Меѓутоа, да речеме не сте јаделе банана 5 години, банани не сте пробале, и сега после 5 години треба прв пат да пробате банана. Гадно ќе ви изгледа гадно? Не. Смешно. Смешно прашање. И така на тој начин заклучував што е она природна совршена храна што Господ на почетокот ја одредил за јадење. Тоа е таква храна која што никогаш не би требало да ни се згади. Сега, Олгица се подсети на проповета од Аслимовски. Да, 4 Мојсеева, 21 глава, 5 стих, што еднаш го повторив тогаш на првиот дел од Небесниот леп, следната сабота после него. Ајде да го прочитаме уште еднаш. 4 Мојсеева или Броеви, 21 глава, 5 стих. Изборуваа луѓето против Бога и против Мојсеј. Зошто не изведе од Египет, па да умреме во пустинава? Тука нема ни леп, ни вода. Сеќавате вака робта на почетокот, кога стигна во пустината син, пред да врне маната. Но сега толку многу години веќе имале мана, тука нема ни леп, ни вода, а во душата ни омрзна овој леп и се згади на душата наша. Ова беше навреда, голема навреда за Бога, голема неблагодарност. И повторно истата песна на Мојсе му велат зошто не изведе од Египет, за да умреме во пустината. И затоа Господ, следниот стих, испрати против народот отровни змии, или како што Никола ги нарече, огнени. Ако се сеќавате. Огнени змии. Се поставува едно логично прашање. Прочитавме како изгледала маната. Како изгледала? Се сеќавате?
слично на семе од коријандар, бела на боја, а на уста, во уста, како медени колачи. И јас ви посакав мејатата сабота, сите вие да не само да видите како изгледала маната, туку и да ја пробате кога Христос ке ви ја принесе кон вашите усти. Бидејќи тој тоа го ветел, нели? Сокриената мана постои и во небесното светилиште. Тој гомор, сокриена мана, кој што тој ветува дека ќе му даде да вкуси од неа на секој оној што ќе победи. Каква требало да биде таа храна, таа мана, за да секој ден, 40 години, само со неа се храни Божиот народ? Си поставувам прашање. Прво, таа храна би требало да ги има, да ги содржи сите есенцијални аминокиселини за изградба на протеини во телото. Само тоа го јадат 40 години, замисли. Би требало. Значи би требало да ги задоволува протеинските потреби на телото. Истата таа мана би требало да ја содржи сета дневна, значи тој гомор, мана, да ја содржи дневната доза на јаглени хидрати, потребни за телото. Бидејќи била на вкус како медени колачи, нешто сладко, можеме да претпоставиме дека изобилувала со јаглени хидрати. Таа мана требало да ги има сите витамини во себе, истовремено. 40 години само тоа го јаделе. Не сум сигурен дали и колку проценти на масти содржала. Дали кога би имала налепница маната, Господ би напишал на неа 0 масти, 0 грамови. Но сигурен сум дека би напишал емулгатори, нема, 0, трансмасти, 0, адитиви, 0, бој, 0, гуми, не знам што. Рековме, колку беше рокот на трајање? Да, но ако сонце го види, не се топи. Да. Тоа е најбитното. И сепак таа им се згадила на израелците. Совршената храна им се згадила на израелците. Што мислите, мета која јадете секој ден, ќе ви се згади? За медот велат дека е совршена храна, дека не произведува отпад. Совршена храна може да стои со векови без да се расипува. Но само мед да се јаде, ништо друго, само мед не може. Ке произведе мачнина. Но ова можело, ова што било на вкус барем слично на мед, можело само тоа да се јаде со децении и ги задоволува сите потреби на организмот, но израелците и на тоа похулија. И таа храна им омрзнала. Да. Само се те нарече ангелска храна, точно. Би сакал да ја прочитам некои занимливости. Во 1483 година деканот на универзитетот во Мајнц по име Брайтенбах го посетил Синајскиот полуостров.
Значи 1483, 15 век. И во својот запис, извештај од неговата посета, меѓу другото, го запишал следното. По сите долини и по целиот Синај, во ова време од годината, вели, наоѓаме леп небесен, кој што калугерите и арапите го собираат и го продаваат на сите аджи и странци кои што таму доаѓаат. Тој леп небесен паѓа рано взори, токму како росата или сланата, и се задржува на тревата, по камењата, па дори и по гранките на дрвјата. На вкус тој е сладок како мед, па се лепи за забите кога се јаде, а ние изнакупивме големи количини од истиот. Дали ова било мана? 1483 година. Еве еден друг извештај. Во 1823 година, значи 19 век, 4 века, 3,5 века подоцна, еден германски ботаничар по име Готфрид Еренберг по посетата на Синај го објавил следниот извештај и тој на некој начин објаснил што било тоа што во 15 век било наречено небесен леп или мана и кое што овој Брајтенбах во тоа време го спомнал во неговото патешествие. Во 19 век германскиот ботаничар Еренберг направил испитување на ова и заедно со своите стручни колеги дал вакво објаснување. Дека ваквата храна не представувало ништо друго, туку некој секрет кој што го излачува едно дрво по име тамариск или грмушка од тамариск, но тоа стебло него лачи овој плод сам по себе, туку само тогаш кога ќе претрпи убод од една специфична вошка, специфичен вид на вошка, која што е одомаќен, значи си живе само на Синај, само на Синајскиот полуостров. Подоцна патувале на тоа место и разни други научници, кои што го напишале истиот извештај. Меѓутоа, иако мнозина од нив го нарекле мана, или дури сметале дека тоа е маната, што се споменува во Библијата, ние можеме да бидеме сигурни дека тоа не е маната. Инаку, и таа била опишана како нешто што има облик на коријандрово семе. Се вели дека кога ќе падне на земјата има бела боја, но после подолго време некако таа се претвора во жолто смеѓа боја. Се кажува дека вкусот на овие искристализирани семенки е исто така сладок, им дека може да се спореди со сладок мед и само заради овие сличности мнозина сметале дека тоа е маната која што Библијата ја опишува. Дури се тврди дека бедуините уште во средината на минатиот век се уште го собирале овој плод на Синајскиот полуостров секое утро рано на сабајле и дека требало да го собираат само рано на сабајле затоа што по
8,5 часот, кога температурата на тлото ќе достигне 21 степен Целзиусов, излегуваат мравките, кои што на арапиве им се големи конкуренти во собирањето на овие семенки. Ова е само... Дори се вели дека бедуините собираат по 1,5 килограм дневно за секој по еден човек, значи по човек, и сметале дека тоа била пристојна количина за да се нахрани еден возрасен човек, па и тоа се споредувало со Библијата, но во Библијата видовме дека тој еден гомор по човек бил нешто под 2,5 литри во количина. Сега колку тежало, може би не тежало повеќе или помалку од било кое семе. Пошто знаеме дека овој феномен, овој плод не е библиската мана. Иако во епохата на голем скептицизам и неверство кон Библијата, 19. век, мнозина мислеле дека тоа е тоа, дека тоа јадели израелците и дека тоа било маната. Не може да биде тоа затоа што псалмостот ја наречен небесен леп, ако се сеќавате 78 псалм 24 стих, што го цитиравме пред месец дена, и стихот што го прочитавме, кога синовите Израелови влегоа во ветената земја, маната престана. Значи, маната имаше небесно потекло, тоа беше небесен леп, ангелски леп, и таа престана. Тогаш престанала, Господ повеќе не врнал мана, а пред да дојдат израелците во пустината си, не врнала ни пред тоа. Односно, маната, Господовата мана не постоела ниту пред тие 40 години, ниту после тие 40 години. Било кога. Овој плод пак, како што го опишале мнозина во различни времења, минатиот милениум, е нешто слично, но не е тоа. Не е тоа. И сега би сакал да подсетам како вовет за новозаветното продолжение на оваа тема. Ако се сеќавате, израелците на евреите на Исуса во Евангелието по Јован 6 глава му поставуваат едно провокативно прашање. Да отвориме таму уште еднаш во Јован 6 глава, главата која што ја обработува Христовата тврда беседа, главата во која што Христос самиот зборува за лебот на животот, главата која што секогаш е прикладен вовет за светата причест и за секој размислување и подготовка во врска со неа. Јован 6 глава, Исус ги имал нахрането и лјадниците со 5 лебови и 2 риби, умножени со Божјата сила и благодат. И во 26 стих, кога одново после тој настан мноштво народ доаѓа да се сретне со него, множина со чамци, со кораби, преку Галилејското езеро. И 26 стих,
Исус на сето тоа, на мнозина, од сето тоа мноштво им вели: вистина, вистина ви велам, вие не ме барате затоа што видовте чуда, туку зошто? Туку затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Што прават сите просеци што ги запознавме до сега? Откако еднаш ке им дадете нешто во црква и другата сабота сакаат да дојдат. Мачорот што прави? Кога еднаш ке му дадете добра лапачка, па секогаш одново ке доаѓа да бара уште. И да очекува уште, и да моли, и да проси, и да мјаука за уште. Замислите, повеќето Христови современици биле такви. Исус не бил привлечен заради духовната димензија, значењето, божествената сила, спасението. За множина бил привлечен и заради тоа, но имало многу израелци кои што се што ги интересирало е како да профитираат материјално од овој Исус. Доаѓале кај него само за да добијат, надевајќи се дека ќе добијат уште, како што вели Раде за џабе, да добијат уште бесплатно. На таквите луѓе Исус им ги упатил зборовите: работете, со други зборови, трудете се, бидејќи и за да дојдат од своите домови до Исуса, требало да се потрудат, знаете. Немале ниту велосипед, а камо ли побрзо превозно средство. Некои се качувале по корабите преку Галилејско езеро за да скратат пат. Требало да испешачат и неколку километри пешки. Требало да се потрудат. Тоа било труд за да стигне до Исуса, така што може би не е исправно што го нареков бесплатно. Било бесплатно бидејќи Христос не барал пари, но требало да се потрудат, барем за да дојдат до таму каде што бил он, надевајќи се дека ќе добијат повторно храна. И затоа вели: работете или трудете се, како што се потрудивте сега да дојдете тука и мене, за нови лебови и риби. Трудете се не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. А тие му рекоа: што да правиме за да извршуваме Божји дела? Исус им одговори и рече: Божјето дело е ова, да поверувате во оној кого тој го испрати. И сега 30 стих. Значи, видите, сите овие што дошле само заради храна, му велат: каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Значи, они признаваат дека досега не верувале во Христа. Па зошто се дигнале од дома и толку километри поминале, се потруделе за да дојдат до него? Само заради лапачка. Само заради лебовите и рибите. Само со надеж и дури верба дека повторно ќе профитираат материјално од него. Ке се нахранат барем. Барем тој ден нема да мора да трошат за храна во своите домови. И за во ништо друго во врска со Исус не верувале.
И кога Исус им сака да им го скрене вниманието на нешто поважно од земната храна, од земниот опстанок, од животинскиот, кучешкиот живот, што, за жал, повеќето неверници таков живеат. Тие бараат знак. Каков знак ќе ни покажеш? Исус им умножил лебови и риби, кога ги нахранил, и тие сега бараат знак, за да поверуваат во Него. Значи, евреите од Христово време не биле подобри од своите предци, на кои што им се згадила и небесната храна. Бидејќи секој ден само тоа го јаделе во период од 40 години. И сега не само што од Христа побарале знак за да поверуваат, туку му даваат пример за тоа каков знак очекуваат од Него. Што конкретно? Му велат: татковците наши, 31 стих, татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано, и пазите, самите цитираат: леб од небото им даде да јадат. Тоа беше во Немија 9.15, што го читавме и тоа минатите саботи. Што сакаат да кажат со ова? Значи, бараат знак за да поверуваат, што ќе направиш, и му цитираат: татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано, леб небесен им даде да јадат. Што сакаат со ова да кажат се? Сакаат да кажат дека ова што се ги умножил лебовите и рибите, тоа и не е некое големо чудо, тоа може би и Девид Коперфилд ќе знае да го направи. Или како што фараонот мислел дека и неговите волшебници, магесници ќе можат да го направат. Или било кој илузионист. Само полните стомаци не биле илузија. Како и да е, за нив тоа не било доволно големо чудо. Умножувањето на лебовите и рибите, за да се нахранат илјадници, не било доволно големо чудо. Тие сакале нешто поголемо и на Христа му даваат пример за тоа што очекуваат поголемо. Дали ти можеш да направиш такво или поголемо чудо од тоа што беше маната, небесниот леб во пустината за нашите татковци, за нашите предци. Без да знаат дека Христос бил тој, што им ја давал таа храна на израелците во времето на Мојсеј. Без да знаат дека Христос ги причестувал со таа храна во текот на 40 години. Да се подсетиме и со тоа ќе завршиме за денес. Што вели апостол Павле во првото послание Коринтијаните 10 глава, првите стихови. 1 Коринтијаните 10 глава, првите стихови. Браќа, не сакам да не знаете, значи им се обраќа на грцеви од Коринт. Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши, значи на евреите, предците на евреите, сите беа под облак и сите мина преку морето и сите во Мојсеј се крстија во облакот и во морето. И сите јадеа иста духовна храна. И сите пиеја исто духовно пиење, зашто пиеја од духовната карпа што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Кој им давал на израелците вода од карпа? Христос. Кој им давал на израелците мана од небото?
Христос. И сега, израелците од Христово време велат, дали сега ти можеш да направиш поголемо чудо од маната што нашите татковци ја јадеа во пустината. Без да знаат дека Христос им ја давал таа храна на израелците. Но тие не гледале во Христа, кога гледале Христа, неверниците од Божиот народ не гледале Божи син и не го гледале водачот на Израел, туку гледале еден столар од Назарет. Го сметале за необразован, бидејќи не поминал низ теолошките школи на рабините. Бил со други зборови нелегален. На адвентистички јазик кажено. Што им одговорил Исус на овој предизвик? Нашите татковци јадеа мана во пустината. А ти што ќе направиш? Можеш ли ти да направиш поголемо чудо од ова? Со ова прашање прекинуваме. Иако даде Господ живот и здравие, продолжуваме на Рош Хашана следната сабота. Првиот ден младина од 7-миот месец, според еврејскиот календар. Ти благодариме, Господи, што сме живи и здрави. Ти благодариме што и денес во мир и слобода се уште можеме да те славиме и фалиме, да доаѓаме в црква, да имаме богослуженија, да пееме за Тебе и да се храниме од Словото Твое. Прочитавме, Господи, дека дури маната што ја јаде израелците, нашиот апостол ја нарече духовна храна. Затоа што беше Твој производ, затоа што беше небесно чудо, а не обична храна од земјата. И ова слово што го имаме, Библијата, представува духовна храна. Те молиме, Господи, прости ни на мнозина од нас на кои што ни издодеа оваа духовна храна. Мнозина од нас кои што престанавме да читаме Библија редовно секој ден. Мнозина од нас кои што Библиите им стојат на полица или во фиока со години. И кои што може би само ретко од време на време ќе ја отвориме за некое конкретно прашање. И ништо повеќе. Дај ни, Господи, те молиме одново глад и жет, не за обичната храна, туку за Словото Твое. Глад и жет за Твојата благодат, глад и жет за Твоите дела, за Духот Твој свети во нашите срца. Те молиме, биди со сите наши болни и немокни, со сите оние кои што се на пат, во разни неволи и искушенија. Те молиме, допри ги сите денес со Твојата благодат, охрабри ги, ојачај ги, исполни ги со радост, засили ја нивната вера и да им надеж, која што сите нам ни е потребна. Сето ова те молиме и ти благодариме во името Христово. Амин.